Ако му се даде работа, ќе ми ја не ги пијава. Јас сум единствен, и сум преводач, поеднопис човек. За да обстанеш као самохран родител е многу тешко. Не знам како да го опишам со зборови, ова може да знае само тој што е како мене. Тешко ми беше да се снајдам, меѓутоа сето тоа помина. Со мало дете идев на работа. Само работата ми останува, ништо друго. Што се малтретирам и со деца, и ние и на тутун, и сами оставени да седа, што се вика на Господ. Прво ќе се прекрстам, па ќе берам тутун, на ова дори бериме го мислиме, дали станало, дали паднало, или не паднало, или јало, или не јало. Тоа е, значи, село вистина, с неоптерете, нема трудо ич не ни е ценет, не ни е платен ич. На 22 мажи на теренот, да бидеме ние главните и пусна тие што седат на куба, ова мала шала. Значи, големо е задоволството. Немам некој многу оптеретување да се плашам дека ќе остареам или било што. Мислам дека вечно ќе бидам млад и ќе трчам. Планината е тука. Никогаш тврдоглавост не треба да се покаже. Ако денеска не можеме, утре ќе се качиме. Храбри не треба да се направиме, затоа што планината никош, јас како планинар или било некој друг, нема да победи. Планината може секогаш нас да не победи. Рацете ми се горе како ја земам мојата медала и тога сум сум среќен. Да. Има многу приказни, многу се тоа, но приказната ни завршува кога ќе го гледаме дека се вдома среќен. Тоа веќе се што сме поминато лошо, мака и кој знае што, тоа не прави среќни, ги забораваме маките кои што сме ги трали со живот. Не може една мајка трите деца од едното да си го сака повеќе, исто и ја ги сакам сите подеднакво. Им помагам на сите подеднакво. Разлика помеѓу куќе, конј, крава не правам, пошто сите тие носат живот во себе и верувам дека секој од нив има право на живот. Што прво сакам да се извакцинираме. Еве еден апел до сите што ќе го гледаат, што да се вакцинираат побрзо и да се спасиме од пандемијава и да можеме да почнеме да се дружиме и по настани, по све и да има поише луѓе на улица и поише да се продава списанијата. Ако некој има таков проблем како мене, да некој цело време го обесхрабрува, би му кажала да си го живее својот сон. Затоа што ако нешто сакаш, можеш да го успееш. Младите луѓе сега комуницират преку интернет. Еве и мојата работа. Мојата работа сега се одвива онлайн. Немаме директен, знаете што немаме? Немаме тач. Тач. Тоа е онај огромен фактор за човечката среќа, тоа е допирот, во кој иде топлината. Чувството на сигурност, дека не си сам, дека има уште некој со тебе и така натаму. Тоа е тоа, кое светот е лишен од тач.